љубов, грижа, среќа, тага, болка, сила, визија, мајка. Започнува Мама Визија. Докторката со која што разговарав ми рече дека баш една од 7 мајки во просек се бори со постпородилна депресија и дека не сум само јас. Цело време ми се спиеше, не сакав со никого ниту да разговарам, ниту да гледам што се случува околу мене, ниту пак да гледам за своји хобиња, ниту пак да гледам. Буквално не ми беше ништо друго важно, освен Матео во тој момент. И дури кога веќе му беше подобро на Матео, јас не се чувствував така. Од кога ќе се оформиш како мајка, тогаш добиваш пријател, најдобар пријател за цел живот. Добро вечер. Среда 20 часот. Време е да раскажуваме нова приказна за мајчинството. Овој пат ќе зборуваме за едно бебенце кое што се роди на почетокот на оваа година. А неговата мајка е позната како блогерка, една од првите блогерки во Македонија, по нејзиниот препознатлив блог Adventures with Јанева. И денес таа ќе рече дека најголемата авантура за неа е откако станала мајка. Инфлуенсерката Софија Јанева Чемерекиќ е наша гостинка. Добре дојдовте. Благодарам многу за поканата. Навистина ми е мило што постои ваква емисија каде што имаме можност да разговараме за мајчинството. Така што ти благодарам многу. И мене ми е многу мило што и лично ќе се запознаеме. Одамна те следам на социјалните мрежи, како и многумина имаш речи се 34.000 следбеници, луѓе кои што ти веруваат и многу ми значи тоа што ја прифативте поканата затоа што знам дека многу мајки, многу млади мајки, многу мајки воопшто и идни мајки ќе сакаат да го слушнат вашиот глас. Со вашата приказна ќе ставиме акцент на неколку значајни прашања кои што го мачат актуелното општество и модерните мајки, модерното мајчинство ќе речам, нешто што ќе покренеме две-три теми кои што можеби и на некој начин не се дискутирани до сега кај нас. Ќе зборуваме за постпородилната депресија, да им кажеме на нашите гледачи, ќе зборуваме за враќањето на една мајка на работа, како тоа изгледа. Но ајде за почеток, вашата љубовна приказна и покрај тоа што е позната, убаво е да ја слушнеме уште еднаш. Како започнува, како се запознавате со Виктор? Значи, јас со супругот се запознав во далечната 2017 година, значи помина скоро 10 години од кога се имаме запознаено. Но многу интересен факт е што јас него познавав сето моментот кога не славеа роден ден заедно со мојот помал брат, бидејќи се само еден ден разлика и заедно славеа роден ден, така дознав, мислам, за него, се запознавме. На истото место славеле роден ден? На истото место славеа заедно роден ден. Во истиот локал, да. И они, уствари, беа заедно на факултет, беа колеги и така они мислам се имаа запознаено пред јас воопшто да се запознам со Виктор и после некое време мислам останавме во контакт и на тој начин почна да се развива нашата приказна. Еве веќе скоро 2 години сме во брак. А за нели во 2027 година ќе правиме 10 години од кога сме заедно. А веќе колку како доаѓа 10 месеци сте 10-11 месеци сте 11 месеци сте тричлено семејство, убава приказна. Кога се запознавте, знаевте дека тоа е тој? Од моја страна дефинитивно, бидејќи многу кликнавме уште од самиот почеток карактерно, со муабет ние пред се бевме другари и мислам дека се уште важи тоа за нас, без разлика што ден денес мислам сме и брачни партнери, сепак пред се доминира нашето другарство, бидејќи за се имаме разбирање, сите проблеми ги пребродуваме заедно и мислам воопшто јас мислам не гледам на тоа како само нели мој партнер, туку баш го гледам како и другар низ животот. Како доаѓа моментот да ве запроси?
Тоа беше изненадување за вас? Апсолутно, да, апсолутно. Кога имавме зборувано на темата брак нормално и кога зборувавме на темата за просување, јас секогаш му имав спомнато дека не сакам ништо да знам и кога он ќе смета дека е правилен момент и дека треба да го направи тој чекор, не сакам ништо да ми каже и навистина беше така. Никој од моите блиски, ни роднини, дури ни брат ми не знаеше, иако до ден денес они се другари и во контакт, никој не знаеше дека ќе направи такво нешто. Единствен човек што му помогна да го направи тој цел сетап за да ме побара за жена беше кумот и така мислам навистина беше огромно изненадување и спектакуларно за просување во секој случај. Благодарам. Ќе му кажам и на него за тоа што баш беше горд дека се тоа го направил сам. Да, па всушност и тоа сигурно за еден маж не е воопшто лесно, можам да замислам во некоја прилика и ќе го прашаме, сигурно не било лесно така да го осмислиш и да се прашаш што ќе каже. Или тоа е едно од важните моменти за нив. Сега моментот за размислување за бременост. Да. Се реализираш како мајка оваа година, на 30 годишна, на 31 година? На 30 годишна да. возраст се реализираш како мајка. Кога посака да станеш мајка? Дали тоа беше за вас изненадување или плански си рече да, еве сега е време да се реализирам како родител? Јас во принцип од секогаш знаев дека сакам да бидам мајка. Немав одредена идеја во главата, например, која година или како би се случило сето тоа, но дефинитивно знаев дека сакам да оформам свое семејство и нели да бидам еден ден мајка, со тоа што не беше мислам плански од аспект на ете ден денес почнуваме да работиме на случајот да оформиме семејство, туку едноставно во тие моменти првично гледавме да нели да заврши свадбата и во главата ми беше едноставно да заврши целото планирање околу свадбата и се тоа. Меѓутоа баш 3-4 дена пред свадба, јас предпоставував дека од целиот тој стрес е нормално нели да ми касни, но не било баш така. Едно изненадување кога го направив тестот за бременост, покажа дека сум бремена и значи се случува пред свадбата, буквално 4 дена пред свадба. И беше изненадување за сите нас, нормално убаво изненадување, но има исто еден многу добар момент што го фативме на камера, каде што во свадбеното видео на никој немав кажано дека сум бремена, нормално освен на мојот партнер на Виктор, но го фативме моментот каде што на сите мои другарки и фамилија во една кутија им го покажувам тестот, позитивниот тест и нормално од ехото сликиче каде што им кажувам дека сум бремена и тогаш мислам дека се застани моментот свадба бидејќи главна тема беше мојата бременост и со право, но уште една причина плюс за славење. Да, буквално беше уште една причина плюс за славење и така мислам тој ден да секогаш ете така ќе ми биде останато во срце затоа што не само што ја правевме нашата свадба, туку и го прославивме и моментот дека останав бремена и нели ќе се оформам како мајка. Ќе имам новата титула на мајка, еве да кажам. Често зборуваш отворено на социјалните мрежи, споделуваш многу и интимни работи, ќе кажам. И со тоа за тоа и стануваш некако омилена меѓу луѓето, меѓу жените, затоа што потребна е таа искреност. Моментот кога дознаваш дека си бремена е сигурно многу среќен момент, но какви се мислите поминуваат тогаш низ глава? Дефинитивно имав најразлични мисли. Пред се ми беше многу важно нормално да не бидам премногу изморена за време на свадбата. Ја насочив мојата најдобра другарка и мојата мајка постојано да ме потсетуваат да пијам вода, да седнам, да одмарам, нели, затоа што моментот свадба стварно сме поносени од адреналин и во моменти забораваш и да јадеш и да пиеш вода и така натака. Па затоа баш им дадов како задача да ме потсетуваат да ги правам тие работи, така што во
најпрвиот момент ми беше нели мислата да помина свадбата, за да после тоа можам баш да се посветам на својата бременост. Стварно можам да кажам дека имав одлична бременост. Навистина немав никакви проблеми, никакви тегоби и сум многу благодарна за тоа, затоа што не секоја нели мајка го има истото искуство како што го имав јас. Но за разлика од тоа, пораѓајот беше друга приказна. Верувам ќе нагледаме и на таа тема. Сакам уште малку да се надоврзам кога апропо спектакуларното запросување имавте една фантастична свадба и ти благодарам од срце. Ние со глед на сите тие објави, фотографии, видеа, навистина преубава свечаност, романтична, убава, преубаво изгледаше и ти како невеста. И да, добро е што го споменуваш тоа, многу е важно кога една жена ќе разбере дека е трудна, да почне да размислува не само за себе си, туку и за бебето што го носи. Веќе алкохол не смее толку, кафето треба да се редуцира доколку се пие или да се забрани во секој случај. Веќе поинаку размислува секоја жена, откако ќе слушне чекај, носиш живот во себе. Не треба само твоите телесни задоволства да ги мислиш овде. Временоста помина лесно, но во една прилика ќе кажеш во едно интервју дека не е лесно да се надноси дете. Се породуваш во 41-та недела. Ајде да го раскажеме тој ден. Точно, во 41-та недела и 3 дена. Јас сум навистина го надносев Матео да кажам. Но мислам по препорака на мојот доктор и бидејќи навистина имав комплетно уредна бременост, немаше потреба нели да се брзаме. Мојот доктор сметаше дека може да одиме нели природно. Се до моментот кога навистина нели требаше веќе да ме однесат на провокации. И тука многу интересна приказна, бидејќи наредниот ден во 7 сабајле ми беше закажано да одам во болница и нели да ми стават провокации за да почне процесот, но вечерта ми пукна водањакот. Буквално дента пред да одам на провокации. Не е ништо како што планираме. Никогаш. Апсолутно. И мислам дека тоа е мото на целиот поим мајчинство, дека никогаш не е како што ги планираме работите, но има и своја убави на тоа, бидејќи баш бевме многу среќни со супругот, како фала Богу, дојде тој момент, ми пукна водањакот, отидов во болница, ме примија и почна процесот нели на отварање. Мислам секоја мајка што родила дете природно знае како е, со тоа што јас мислам, почна процесот нормално, се беше како што треба, почнав да се отварам, ми стави и епидурална, немаше воопшто никаков проблем, траеше процесот доста долго време. Имаше ли болки? Како го паметиш, со болки го паметиш породувањето? Имав болки, нормално контракции. Се до моментот кога не се побарав да ми стават епидурална. Тогаш се намалија болките и се беше во ред. Се отварав со нормално темпо. Но едноставно се случија понатака 2-3 компликации од аспект на веќе пораѓајот траеше многу долго, траеше 12 часа, кога дојде моментот дека треба нели да буткам, се мачев уште некое време, но за жал немаше никаков напредок. Во еден момент почна да паѓа и срцевата акција на Матео и докторот едноставно рече дека време е да одам на Итен Царски и јас така завршив на Итен Царски, каде што нормално, иако пред се сакав да се породам природно, тоа не е секогаш како што ние сакаме, туку во тој момент, и мислам на секоја мајка секогаш е најважно нели бебето да е живо и здраво и навистина не е важно на кој начин е родено. И јас се чувствував исто во тој момент, навистина ми беше важно само Матео да се роди и да биде се апсолутно. Така што иако имаше одредени компликации од аспект, ми кажа дека секако јас не сум можела природно да се породам, бидејќи двете нозе на Матео биле заврзани во чвор околу папочната врвца и едноставно колку и да сум се мачела, докторот не веруваше дека би можела да се породам природно, затоа што било нели многу кратка попочната врвца и тоа се породив царски, но за цела среќа Матео беше жив, здрав, се беше како што треба. Моето опоравување
беше одлично. Мислам, навистина, колку и да се плашев пред тоа да спекна, леле, како ќе биде, што ќе биде, читав на интернет, гледав различни пораги и искуства, си викам, леле, навистина не сум требала да го правам се тоа, бидејќи секој искуство е индивидуално и колку и да гледаме други искуства или да слушаме други искуства, навистина нема да биде идентично со нашето. Сосама сте во право за ова. И сега што се случува? Тој ден истиот ден се враќате дома или останувате како? Останувам во болница уште 4 дена. Си одам 5-тиот ден со тоа што додека бев во болница, искрено најмногу ме загрижуваше фактот што на почетокот немав млеко, буквално до последниот ден до пред да си одам од болница. Дури сестрите ми вика дека можеби е најдобро уште од сега да му кажам на сопругот да купи адаптирано млеко, затоа што навистина воопшто нема млеко. Но ете, по некоја среќа, последниот ден баш пред да си тргнам назад дома, ете почнува полека да ми надоаѓа. Сакам и за ова, еве и ова е една важна тема исто така со млекото. Знам дека многу мајки денеска се соочуваат со тој проблем. Покрај тие, да речеме, психички притисоци, што има зошто немам млеко, сакам детето да цица, нели? Секоја една мајка сака детето да цица. Покрај тоа, како се чувствувате? Што чувствувате во градите, како ги чувствувате градите? Имате ли некакви потешкоти тука? Да, јас мислам, знаев дека почнува да ми надоаѓа млеко, бидејќи наеднаш градите почна да ми стануваат многу тврди и многу тешки. И баш ја прашав мојата мајка како што се случува, дали ова некој знак дека ќе ми надоаѓа млеко, и тоа беше тоа. После тоа имав друг проблем, еве да кажам, затоа што ми надојде многу млеко наеднаш. И било која мајка што се соочила со некој таков проблем знае дека во тој случај не е баш добро, затоа што малите бебиња не цицаат многу млеко. Тоа е навистина дали 10 до 20 милилитри, посебно на почетокот кога се толку мали. А јас имав навистина многу повеќе млеко. И наредниот ден, значи вратена од болница, јас се соочувам со друг проблем, каде што кревам многу висока температура од надоаѓањето на млеко. И се враќам пак во болница со висока температура на ургентно, затоа што навистина во тој момент, нели како нова мајка, не знаев ни дали смеам да пијам парацетамол, што смеам да правам. Јас имам толку висока температура до степен ми се вртеше, не можев да стојам. Бебе имате? Имам 4-дневно бебе. Имам бебе до мене за кое што нели треба да се грижам. И сите тие моменти нели ми направија дополнителен стрес, во момент каде што сите ти викаат од страна дека треба да уживаш и дека нели се треба да ти е розово, но не е баш секогаш така. Да, не е се така розово во мајчинството, значи тоа треба да се акцентира и да се нагласи, затоа што има и убави моменти, но има и неубави моменти. Добро, а ви кажа ли некој, ете, од докторите, дали е тоа нормална појава и зошто се случува тоа да нема па да надојде млеко, го објаснија? Никој немаше, мислам, конкретно објаснување за мојот случај, но ми кажа дека едноставно се случува кај секој различно и дека кај некој мајки може да надојде млеко уште првиот ден, кај некој може им доста подоцна, како што беше на пример во мојот случај. Исто така прави разлика нели доколку жената е породена со природен пораѓај и доколку е породена со царски. Јас бидејќи бев со царски, верувам дека и тоа игра некоја улога. Сега не сум медицинско лице, но ете тоа е, мислам, што ми пренесоа мене докторите како објаснување за зошто би можело да биде така. Сепак бев многу среќна што ми надојде млеко, затоа што сакав нели да пробам да го дојам Матео. Имав одредена идеја дека доколку имам можност би сакала нели да пробам и да видам нели како ќе прогресира ситуацијата. Иако мислам навистина не беше лесно и потоа се соочив со уште многу други проблеми, како што е рагади, мастит, после тоа мислам потешкоти во фатот. Може да објасниме што е тоа? За оние кои што не слушнале? Да, значи рагади се случуваат кога бебето постојано цица на вашите гради и пупките почнуваат да распукуваат и тоа е еден вид на рана
каде што може да стигне и до течење на крв и така натака. Не е тоа ништо страшно, мислам не е ништо загрижувачки, но е доста болно. Рагадите, мислам, навистина ме беа проблем од аспект на секој пат кога ќе дојдеше момент дека треба да го дојам Матео, едноставно ми се зацрнуваше пред очи затоа што знаев дека ќе биде болно, но не се откажував. Се мачкавте нешто, предпоставувам некакви лекови? Да, се мачкав генерално со ланолин, тоа дефинитивно ми ги ублажуваше, да кажам, болките, но искрено најголем лек е времето. Тоа е како и секоја рана, нели, треба едноставно да помина. И истото се случи и во мојот случај. После одредено време рагадите се смирија и немав никаков проблем после тоа со фатот на бебето, но мислам дефинитивно тоа не беше мојот единствен проблем. Потоа ми се случи мастит, каде што тоа е затнување на млечните канали. И едната града ми беше премногу болна, дури и за црвената, од што беше толку, мислам, болен целиот процес, се случува дури кај некои мајки, и еве јас конкретно можев да пипнам како одредена грудка, и дополнителен страв. Да, и дополнителен страв, со тоа што после тоа решив дека е време да се консултирам со експерт за лактација. Во мојот случај, за среќа, имавме фамилиарна пријателка што е акушерка, што ми помогна, мислам, да пројдам низ сето тоа и ми објасни дека е нормален процес што се случува кај одреден процент од мајките и да не се откажувам. И дека навистина тоа е најважниот момент, доколку сакам да дојам, да не се откажувам. И навистина не се откажав, иако беше болно и пробував најразлични лекови, како држење топло, потоа масирање со улја, нели, но најважниот момент, морам да напоменам, дека е постојано да го оставате бебето да цица, затоа што само така може полека да станат проводни млечните канали. И после одредено време навистина помина маститот, немав веќе проблем со тоа, но сватив дека треба многу да пазам од тој аспект и да се превземат одредени мерки за да не стигне, нели, до тој степен како што беше во мојот случај, што значи да не се носи многу тесна облека и да не се носат тесни прослуци, бебето да цица на неколку сати за да може да се празна материјали, предпоставувам, што е важно во секој случај дополнително. Да. Така што превземав одредени мерки што понатака ми дозволија да продолжам со доењето и веќе, да кажам, од тој момент натака мислам дека ништо не ме плашеше од аспект на доењето и понатака процесот беше многу полесен. Со тоа што Матео беше бебе што навистина сакаше цело време да цица и буквално на 2 сати беше на града, да. Но мене тоа не ми беше воопшто проблем, бидејќи сметав дека некој баш интимен момент само за мене и за моето бебе. И навистина не ми е жал што пробав да дојам и што ете на крајот успеав, бидејќи навистина е многу посебен процес, посебно за да кажам за таа врска помеѓу мајката и бебето, иако на почетокот, мислам, кога ете и од болница ме советува дека можеби ако немам леко дека треба да купам и адаптирано, јас навистина бев како окей, не е ништо проблем и тоа е храна за бебето и нема навистина немам никакви предрасуди за некој што ќе се одлучи например за адаптирано млеко, да. Од старт, да. Точно. Видете, сакав да напоменам. Многу е важно и така да ги сваќаме понекогаш работите, кога не може поинаку. Апсолутно. Има и такви примери и тоа е што е. Матео има 10 месеци сега, така? 10 полни месеци и може ли да ни раскажете овие 10 месеци живот со него, како ги поминувате? Сега почнавте од неодамна на работа, но пред да почнете на работа, пред да преминеме на таа фаза, да ни раскажете каков е еден живот на мајка дома, настрана од сите овие проблеми, сигурно имате и апсолутно преубави моменти. Јас
имам мислам една изречица што стално ја кажувам дека колку што е тешко мајчинството е дупло поубаво. Мислам колку и да има тешки моменти, навистина има уште тродупло убави моменти и навистина уживам во мајчинството, морам да напоменам бидејќи сметам дека од кога ќе се оформиш како мајка, тогаш добиваш пријател, најдобар пријател за цел живот. Или пријателка, нели, во мојот случај пријател, зашто Матео е машко, но навистина мислам тие моменти се незаменливи со бебето. Од моментот, значи кога го донесовме Матео дома, па се до ден денес, јас едва чекам да сум дома со него. Мислам, каде и да излезам, колку и да, например, имам одредени ситуации каде што нели сега морам да работам, морам нели одредени обврски да ги завршиш надвор од дома и се тоа, но навистина секој пат се радувам кога ќе дојде моментот да дојдам дома и да си го видам Матео. Од тоа што го споделувате на социјалните мрежи, можеме да заклучиме дека е палавко дете, така? Апсолутно. Можеме тоа да го кажеме да си земам за право. Многу е живо дете, ама искрено и сум горда за тоа, затоа што и јас сум била таква, така што многу ми е мило што и он има како мене карактер, дефинитивно не се откажува за ништо и кога ќе почне некоја работа ја прави до крај. Ама многу ми е мило што е такво дете, навистина е многу љубопитен, многу е радознал, сака се да види, сака се да чува, пробува да комуницира, иако уште не кажува баш зборови, единствен збор што го има кажано е баба. Бабите беа премногу среќни. Да. Но навистина е многу интересно и забавно. Еве така да кажам, мислам, јас на почетокот не очекував дека до толку ќе уживам во мајчинството и во тие мали моменти, но навистина тие мали моменти се тие што го прават животот убав. Барем од моје искуство. Какво семејство сте? Дали вашиот сопруг е вклучен во процесот на растење на детето? Каков татко е тој? Апсолутно. Виктор е татко што го учи Матео на најразлични интересни работи, како со блакање на чорапи, со влекување на капи, што после тоа доведува до проблем за мене кога ќе треба да излеземе надвора зима, а Матео сам си ги вади чорапите од количка, ама не, се шалам. Мислам, навистина е многу вклучен татко и сака да е вклучен во секоја работа од животот на Матео. Дури на почетокот, секој пат кога ќе дојдеше момент да му сменам пелена на Матео, Виктор сакаше да е до мене, со мене, да ми помага, дури и за најмала работа, така што многу сум благодарна што имам партнер како Виктор што сака постојано да е вклучен во животот на Матео и нормално нели колку што може бидејќи и нели он е со работа, си има работа, он е автомобилски новинар, така што постојано има нешто што го одзема неговото внимание и време, но сепак колку што може дефинитивно е дома со нас и со Матео. Претпоставувам колку што можел и помагал и во оние непријатни ситуации кои што сте ги имале, дел што ги споделивте и покрај тоа што тој и не може да помогне во таа ситуација кога ќе видиме, треба и тоа да го сватиме, но тука хормоните на една жена, работа, треба тука мажите да апелираме до мажите. Имаме, мислам дека имаме и машка публика и верувам дека е тоа така. Сите татковци, сите идни татковци да ги разбираат мајките кога нели тие хормони работат затоа што тоа е посилно од една жена. Апсолутно, посебно на почетокот. Мислам цел тој адреналинот пораѓаат, хормоните навистина виреат, не знаеш што ти се случува ни со твоето тело, ни со новото бебе што е до тебе, треба нели постојано да се грижиш, дали му е смената пелената, дали јадело, дали спиело колку што треба. Мислам сите тие моменти се, мислам колку и да се тешки, од друга страна се и убави и до ден денес некогаш се, иако Матео има само 10 месеци, но еве се случува моменти кога и јас и Виктор ќе се навратиме слики во телефон и ќе гледаме на пример кога сме му смениле пеленка на Матео во 3 сабајле, а на двајцата ни се спие и правиме одредени фаци, а менуваме пелена затоа што Матео во тој момент се искакал, нели? Ама тие се моменти
кога што во самиот момент може би ти е многу тешко, нели не ти се станува во 3 сабајле да го правиш тоа, но се од друга страна и многу убави, затоа што навистина само неколку пати во животот ќе имаш можност да ги искусиш тие моменти. Да, се согласувам. Да. Сакам да позборуваме малку за важната тема постпородилна депресија. Се согласивте отворено да разговараме за тоа, бидејќи кажавте дека сте поминале вие низ тоа. Што се случуваше? Како се чувствувавте? Кога ги почувствувавте првите симптоми на депресија? Да. Како што кажав, уште од самиот почеток моето искуство со пораѓајот не беше баш најлесно. Тоа ми остана како едно можеби не најубаво искуство, иако доведе до тоа да го имам Матео и би го прошла уште 100 пати ако треба за да дојдам нели до Матео и Матео да е жив и здрав, но едноставно не беше баш најлесното искуство и ми остана ете така како некоја црна точка, но после самиот пораѓај се случува и други работи како проблемот со млеко, маститот, рагадите, проблемот со доење. После тоа нели и самиот процес на зараснување на раната од царскиот рез, не смееш да креваш ништо тешко. Треба нели да мируваш колку што можеш, иако во исто време треба да се грижиш и за малото бебе што сака да цица на секој саат и пол-два. Треба да му менуваш пелени, треба нели да го бањаш, да го чистиш и така натака. И сакам да кажам, во тие моменти бебето е апсолутно поважно од тебе. И дополнително, просто само да се надоврзам, дополнително да не дозволите бебето да почувствува тага, разочарување, затоа што тоа бебето го чувствува. Апсолутно. Бебињата чувствуваат све, колку и да ние сме свесни или несвесни, тоа е факт. И тоа до ден денес го чувствувам со Матео, дека ако јас сум насмеана, он е уште понасмеан и обратно. Ама како и да е, мислам, се случуваат толку многу промени во мојот живот за толку кратко време и навистина целиот живот ми се смени 180 степени од кога го родив Матео. Процесот да ми заздрави телото, хормоните нели да се стишат, јас да сум во одреден мајндсет и точно во момент кога мислев дека веќе имаме одредена рутина и дека животот, еве да кажам, полека се враќа во нормала, се случи една немила ситуација каде што на точно 41-виот ден Матео ми се разболе од РСВ вирус, тоа е респираторен вирус, и имаше огромни тешкоти со дишењето. Завршивме повторно во болница и навистина ми беше многу тешко, бидејќи бевме 4 дена на интензивна нега. Докторите во тој момент не сакаа ни да ми кажат дали ситуацијата на Матео напредува или не. Бев во постојано некое бунило и едноставно не знаев што со себе. Како нова мајка, мислам, навистина беше премногу тешко за мене да се соочам со таа ситуација и дали е проблемот до мене, дали јас сум направила нешто што не треба, иако никој од нас не беше дома болен и бевме навистина зачудени како е можно Матео да се разболи од нигде никаде. Не го изнесувавте, ги пазевте тие 40 дена? Ги пазевме апсолутно тие 40 дена, но предпоставуваме дека на некоја од неговите проверки кога сме оделе во болница, дека можеби се случило да се разболи. Но во тој момент тоа е што е, едноставно само сакавме да му биде подобро. И гледавме нели што можеме се да направиме од наша страна за да му биде подобра ситуацијата, да му се подобри, иако докторите на почетокот навистина не кажуваа ништо. Верувам дека не ни можеле доколку сметале дека не напредува неговата ситуација, но ете така 4 дена бевме на интензивна нега со постојан надзор во буквално 4 ѕида, каде што постојано имаш и доктори и сестри околу тебе што го гледаат бебето и гледаат нели како напредува неговата ситуација. Но ете среќа после одредено време почна да му се подобрува ситуацијата и седевме уште 4 дена во болница.
И на 8-миот ден веќе излеговме од болница и отидовме на домашно лекување, каде што на Матео ситуацијата не му се подобруваше, можеби едно 20 дена и постојано имаше потешкоти не само со дишењето, и со носето, и со кашлање, и навистина беше многу тежок период во мојот живот, бидејќи се чувствував навистина безпомошно. И искрено ова е прв пат каде што зборувам за оваа ситуација, немав никаде објавено за овој момент, ниту пак споделено, освен нормално со моите најблиски, но сакам да го споделам ова како ситуација дека може да се деси на секој, и колку и да не сакаме, колку и да пазиме, ете како што пазевме ние, дека навистина може да му се случи на секого. Така што го споделувам ова за да им кажам на мајките дека не се сами и дека може да се соочат со секакви проблеми кога зборуваме за детето. Но ете од тој момент натака моето ментално здравје беше навистина едноставно ми страдаше моето ментално здравје, бидејќи постојано гледав се околу бебето, тотално се занемарив себе си. Цело време ми се спиеше, не сакав со никого ниту да разговарам, ниту да гледам што се случува околу мене, ниту пак да гледам за своји хобиња, ниту пак да гледам, буквално не ми беше ништо друго важно, освен Матео во тој момент. И дури кога веќе му беше подобро на Матео, јас не се чувствував така. И јас едноставно се чувствував како во една неизлезна ситуација, монотона ситуација, каде што го правам секој ден едно исто, а од друга страна немав желба да си ја подобрам ситуацијата. А во тој момент, како нешто да ми кликна во мозокот и реков, можеби ова не е баш најдобро и можеби нешто е со мене, затоа што не е нормално во моменти кога треба да сум најсрекна да се чувствувам вака, да се чувствувам толку тажно и толку несрекно со сама себе. Иако кај некои жени се одразува тоа на бебето, во мојот случај не беше така, бидејќи јас навистина сакав секој момент да го пројдам со Матео и да бидам цело време до него. Едноставно, тотално се занемарив себе си. И кога одевме во болница, нормално за проверките на Матео, баш ги споделив моите чувства и моите емоции. Тоа е многу. Сега ми беше прашањето дали ова и кога го споделивте? После колку време, дали побаравте можеби стручно лице, психолог или некој доктор, или пак пријателка, мајка, сеедно некому да го кажете? Јас сум многу среќна што во мојот случај навистина имам прекрасни луѓе околу себе и моите чувства веднаш ги приметија, уште додека бев во болница, ги приметија моите најблиски и постојано беа тука околу мене, ме посочија до лице со кој што можам да разговарам и можам да ги споделам моите чувства, но сепак сакам да кажам и да бидам јасна дека најважни беа луѓето што беа околу мене, моето семејство, моите пријатели, мојот партнер нормално, каде што ги споделив овие чувства и едноставно кажав колку ми е тешко. Најголем лек искрено беше времето, од аспект дека требаше одредено време да помине додека да сватам пред се што се случува со мене и дека се работи нели и за хормонални проблеми, физички промени на моето тело, без разлика, мислам тоа што се случуваше и целата ситуација со Матео апсолутно нели и тоа придонесе до тоа како се чувствував јас во тој момент, но тоа беше како склоп на повеќе ситуации и на повеќе, да кажам, немили моменти што дојде до тоа моето ментално здравје навистина многу да страда. Но со многу разговори со моите најблиски, полека почнав да кажам да излегувам од таа некоја безизлезна ситуација, фиктивна да кажам, што беше во мојот мозок, и полека почнав да гледам
дека мајчинството навистина си има многу повеќе убавини отколку што тешки моменти. Да. И тоа беше тој некој пресврт каде што се почесто почав нели и да излегувам од дома и да го немам тој страв на социјални мрежи. Да, Затоа што да. предпоставувам овој период ве снемува и во виртуелниот свет. Апсолутно. А вие сте еден човек кој што секојдневието го споделува и тоа ви е на вас и пријатно и убаво и пред се го споделувам затоа што не ги споделувам само оние убави моменти, ги споделувам и да кажам и неубавите моменти бидејќи навистина знам дека има и други мајки што проаѓаат низ истото. И баш поради тоа и еве денес се согласив да дојдам и да зборувам на оваа тема затоа што знам дека има и многу други мајки што поминуваат низ истото. И баш докторката со која што разговарав ми рече дека баш 1 од 7 мајки во просек се бори со постпородилна депресија и дека не сум само јас што ги има овие чувства и дека мојот случај не е уникатен и дека баш напротив многу мајки поминуваат низ истото. А колку всушност значи тоа? Прости, да, колку значи да го слушнеш тоа кога се чувствуваш лошо да слушнеш или кога слушнеш нешто дека ти е непознато и за некоја ситуација кога слушнеш па не си единствена, чекај, знаеш колку ги има. Некако тоа смирува. На чуден начин смирува. Апсолутно. И баш поради тоа јас сум таков тип на личност што сакам да ги споделам и тие да кажам неубави моменти затоа што знам не само што можеби ќе им помогнам на другите мајки што поминуваат низ истото, но исто така можеби од поискусни мајки ќе добиам некој совет. Така што таа заедница што имаме кај мене на Инстаграм каде што можеме сите да бидеме нели искрени и да разговараме на и убави теми и неубави теми. А колку бидејќи сте една од најпознатите инфлуенсерки кај нас, колку сте поврзани со останатите инфлуенсерки, повторно ќе речам жени, мајки и така натаму, дали се поистоветувате со нив, како гледате на нивните споделувања или се живеете вие во ваш свет и си имате ваша публика? Јас мислам во контакт сум со повеќето да кажам мајки, дефинитивно се споделуваме и совети, и искуства и мислам дека е тоа многу важен момент. Надвор од Инстаграм заедницата, јас истото го правам и со буквално било која мајка што ќе ми пише на мојот профил и сакам секогаш да сум тука за тие што ќе ми пишат, затоа што знам од моја перспектива како беше на почетокот и колку се чувствував едноставно изгубено и колку ми значеше тој момент кога некој ќе ми кажеше одреден совет за како може да се снајдам во одредени ситуации. Ако треба да одберете традиционално или модерно воспитување и живење на мајчинството, кој е вашиот избор? Можеби некој микс. Можеби некој микс. Какво дете бевте вие? Како споменавте дека имате брат? Да, помал брат. Ајде да ја поздравиме и вашата мајка. Како беше вашето детство? Каква е вашата мајка? Мојата мајка е повеќе од одлична и морам да кажам дека е исклучително добра баба, затоа што до ден денес мислам дека секој ден сака да дојде да го види Матео и да е вклучена во целиот процес на растење на нејзиното внуче и стварно е многу инволвирана во животот на Матео, а тоа е така бидејќи навистина и јас бев исто со моите баби и дедовци. И многу ми е мило што му овозможувам на Матео да е близок со неговите баби и дедовци, исто како што бев јас. Јас сум навистина израсната така каде што мојата мајка беше многу, како да кажам, беше многу среќна и беше многу на тоа дека треба да бидам јас блиска со моите баба и дедо и цел живот до ден денес јас сум мислам како најдобра пријателка со нив. И што и да ми се случи во мојот живот, јас они се едни меѓу првите луѓе каде што кривам телефон и им кажувам: "Е, баба, дедо, ми се случи тоа и тоа." Така што еве и Матео до ден денес фала Богу се живи и здрави, исто е близок и со моите баба и дедо, односно со неговите прабаба и прадедо. Матео, дар од Бог, како го добива името? Да. Јас и мојот сопруг се мислевме помеѓу повеќе имиња, навистина разгледувавме, мислевме, имавме одредена листа со можеби над 10 имиња. И еден ден му рековме на нашиот кум:
еве те листа од неколку имиња што нас не се допаѓаат, сметаме дека треба ти да одлучиш како ќе биде името. Тоа е се поголемо и поретко и поретко. Поголема и поголема реткост. Еве можам да кажам дека кумот беше тој што рече ми се допаѓа името Матео, ќе се вика Матео. Што и убаво име, звучно име, супер му стои од тоа што сум го видела. Пред непол месец се враќате на работа. Сакам да ја начнеме и оваа тема, враќањето на една жена која што веќе е реализирана како мајка на работа. 9 месеци, 1 година е дома, сега не е буквално затворена, но нели има некои што имаат секакви проблеми, секакви ситуации. Во секој случај е изолирана од тој работен свет и сега треба да се вратиме на работа како мајка. Како вие го пребродивте, го премостивте тоа, враќањето на работа? Беше навистина тежок процес уште од самиот почеток, бидејќи не знам колку мојата публика е запознаена со тоа што јас работам, но не ми е само Инстаграмот, туку едноставно раководам и со маркетинг агенција, каде што имаме на различни клиенти. Претежно работиме со традиционален маркетинг и со надворешно рекламирање, значи билборди, фасади. И уште од самиот почеток, кога се вратив дома со Матео, имаше неколку моменти каде што едноставно морав да бидам присутна, иако бев на породилно, но морав нели да кренам на телефон, да се јавам, да пратам мејл, да нели сепак да завршам одредени обврски што мора да бидат завршени, бидејќи сепак се работи за една фамилиарна фирма, каде што сме вработени, на рака се бројат нашите вработени, и мораше едноставно да нели да завршам одредени обврски што мора да бидат завршени, така што јас дури пред официјално да се вратам на работа, на некој начин продолжив со работа, но официјално се вратив на работа ете пред неколку недели и беше навистина тежок процес од аспект на тоа дека нели морам сега да го оставам Матео на малку подолго време. Прво доаѓа таа помисла. Како ќе го оставам бебето, детето само? И само. Сега не е само некој го чува, претпоставувам, но без мене. Дефинитивно ми дојде таа мисла во глава и почнав и не е само помислата на тоа морам да го оставам Матео со некој да го чува, туку беше едноставно целиот страв сега ќе биде без мене, како ќе се снајде, дали ќе сака да јаде, дали ќе му недостигам, дали ќе плаче по мене, мислам некои такви моменти што мислам дека секоја мајка, секоја мајка ги пребродува, посебно кога ќе се врати на работа, без разлика дали е тоа на 9 месеци или на 2 години, не е ни важно која е возраста на детето, едноставно секоја мајка ги има тие чувства. И навистина ми беше тешко да кажам првите 2 недели додека не сватам тоа е процес низ кој што поминуваат навистина сите жени и мора полека да се навикнувам на новото темпо и на новата рутина и колку јас сум посмирена, толку посмирен ќе биде и Матео и навистина беше така. И едно сума сумарум да го кажеме, многу е важно во целиот процес од нашиот живот, во било која фаза од нашиот живот да работиме на нашето ментално здравје, затоа што тие премрежја, тие пребродувања од едно кон друго, доколку имаме здраво ментално здравје, многу лесно ќе ги надминуваме. Апсолутно. Софија, на самиот крај, значи една ваша порака, сега Матео е многу малечок, но јас верувам дека еден ден ќе ја гледа оваа емисија на Слободен печат, посветена секако за него. Вашата визија за него е на ваша порака до вашето детенце. Пред се посакувам да е среќен и да прави се што сака во животот, се додека тоа му носи среќа. Така што тоа е мојата порака за него и уште еднаш ти благодарам многу за поканата да гостувам на твојата емисија. Навистина многу ми е мило што постои ваква емисија каде што може да разговараме искрено пред се за мајчинството без никакви предрасуди. Огромен наклон до тебе што вака отворено за прв пат зборуваше за едни твои интимни
моменти. Верувам дека на многумина помогна. Знам длабоко во себе дека многумина ти аплаудираат од дома гледајќите и дека Благодарам. им помагаш, им даваш поддршка. Благодарам што се охрабри да зборуваш на самиот крај. Еве ќе ти го подариме мирисниот момент на Мама Визија. Тоа е овој букет цвеќе од Фрида. Доколку не си била во Фрида, Ти благодарам многу. да уживаш, да ти Изгледа мириса во одлично. домот. Да, јас велам Мама Визија има свој мирис, тој се вика Фрида. Уживај во Ти благодарам цвеќето, многу. уживај во на твоето мајчинство. Благодарам што беше наша гостинка. Вам почитувани, ќе ви препорачам доколку ви се допадна овој фустан кој што го носам, ако го забележавте, дека можете и оваа кошула која што ја искомбиниравме благодарение на прекрасните бутик Дона, кои што се грижат за мојот изглед. Можете и нив да ги посетите и да се подновите, имаат и попусти. Ви благодарам што бевте до самиот крај на уште една епизода на Мама Визија. Ве поздравувам, ви посакувам убав остаток од вечерта и се гледаме следната среда.